Почитувани гледачи, добро вечер. Уште едно ново издание на емисијата за македонските работи. Во оваа пригода вечер имам голема чест и задоволство како гостин, како гостинка да имам професор доктор Симона Груевска-Маџовска. Добро вечер. Добро вечер. Професорката Симона Груевска-Маџовска е вработена во Институтот за македонски јазик Крстин Мицирков и од скоро време е претседател на Советот за македонски јазик. Ке ми кажете сега, вака директно ќе почнам, кои се вашите обврски како Совет за македонски јазик? Кои се целите и задачите? Со што се соочувате вие како Совет, бидејќи јазикот е можеби најважната работа во постоењето на една држава во едно општество? Точно, еден од столбовите јазикот секако. Советот за прв пат е формиран истата година кога е донесен првиот закон за употребата на македонскиот јазик. Тоа е во 1998 година и прв претседател е професор доктор Лилјана Минова Ѓуркова. Од тогаш се сменети повеќе состави, 4 годишен мандат има Советот и според и стариот закон, а особено според новиот закон за употребата на македонскиот јазик кој што беше донесен лани, Советот има доста активности кои што треба да ги прави, но морам да истакнам дека сепак Советот е советодавно тело на владата во однос на македонскиот јазик, што значи дека нема извршна моќ. Значи може да изготвува, еве според новиот закон, национална стратегија за македонскиот јазик, да работи на афирмација на македонскиот јазик, на проучување на македонскиот јазик, да ги истакнува тие сите проблеми со кои што се соочува македонскиот јазик на секој план. Дали е тоа јазикот кој што се користи во медиумите и така натаму, јазикот во на издавачките куќи, односно во издадените дела, во образованието јазикот и така натаму. Дали може да интервенира, да биде советодавна, да има советодавна функција во секојдневието? Во секојдневието. Да укажува на проблеми поврзани со јазикот, меѓутоа и колку тогаш владата би била обврзана да ги следи вашите препораки? Или останува строго советодавна функција? Советодавно тело е, ние можеме да укажуваме, еве сега веднаш нашиот нов состав на Советот, уште веднаш имаше едно барање што го испрати до владата и до Министерството за образование и наука да се изучува македонскиот јазик како немајчин од прво оделение. Бидејќи сега, во моментов, веќе со години, македонскиот јазик како немајчин се изучува од четврто оделение, само со 2 часа неделно, додека англискиот јазик се изучува од прво оделение. Што е проблематично. Да. И јас првично мислев дека се изучува англискиот од второ оделение, но потоа кога ги проверив програмите наставни, видов дека всушност англискиот и јазикот што е мајчин, кој да е дали албански, турски или ромски, од прво оделение и англискиот се учи. И во таа смисла мислам дека не е во ред во државата во која што е официјален македонскиот јазик, тој да се изучува во четврто оделение, со фонд на часови 2, ист како вториот странски јазик, кој што почнува, не знам дали од 6 оделение, од кога има втор странски јазик, например тоа може да е германски, да има ист фонд часови, додека англискиот да има 3 часа неделно фонд. Тоа фактички значи дека му се дава второстепено значење на секако службениот, официјалниот јазик на државата во која што се. Ова сме поттикнати токму од секојдневието, бидејќи доаѓаме во ситуација да запознаваме студенти, ученици и луѓе кои што живеат, кои што се граѓани на Македонија, но не го познаваат македонскиот јазик. И
веднаш се поставува прашањето каде е тука проблемот, бидејќи знаеме дека секој што завршил основно училиште и средно, кои што се задолжителни, нели, според законите, би требало официјалниот јазик да го познава на солидно ниво. А дали тоа значи дека македонскиот јазик е загрозен? Загрозен. Значи, се зборува за тоа многу често. Јас не би го нарекувала загрозен во вистинска смисла, но во поглед на употребата на македонскиот јазик во Македонија, факт е дека со законот за употребата на јазиците, со кој што албанскиот јазик се издигна на ниво на втор службен јазик, се намалува опсегот на македонскиот јазик. Што значи тоа намалување на опсегот? Тоа значи дека се намалува опсегот и во институциите или Да. во секојдневната употреба? Да, се намалува во институциите особено, бидејќи нели со тој закон веќе целосно треба може да се води некаква кореспонденција, нели само на албански јазик, што значи дека не мора да го познава македонскиот јазик воопшто. Така како што се сега како што е поставена ситуацијата, нели имаме предучилишни установи во кои што си се на мајчин јазик. Така. Потоа имаме основно образование на мајчин јазик, средно образование на мајчин јазик, универзитет на мајчин јазик, медиуми на мајчин јазик, издавачка дејност на мајчин јазик. Така што може да се случи, значи да во еден паралелен свет да живееме, во кој што тие кои што македонскиот име не мајчин да не го познаваат македонскиот јазик. Освен тоа, Тоа е многу негативно, бидејќи тоа е кохезивното средство да може сите да се разбереме што живееме во Македонија, бидејќи сепак е јазик на мнозинството. и што е нормално, бидејќи во една држава се знае кога има еден официјален јазик, сите се врзуваат, тоа е, како што кажавте, сврзнато ткиво кој што ги сите останати малцинства, народи, сите останати заедници се врзуваат и преку него комуницираат едноставно со Точно. во општеството. Точно, бидејќи имаме ситуација во кај младите генерации, како што кажав, кај тие кои што се разбира, има многу кои што го знаат перфектно македонскиот јазик, апсолутно не станува збор за тоа дека никој не го знае добро и така натаму, има многу што го познаваат, но има и многу што не го познаваат и младите генерации се случува да комуницираат на англиски јазик. Тоа е негативната појава, затоа што со англискиот, нели, имаме проблем ние воопшто и македонскиот јазик има проблем од влијанието на англискиот јазик во последно време, зашто има повеќе причини. И албанскиот, колку што знам, јас колку што имам познавање, и албанскиот има проблем со англискиот, но ситуацијата да не се знае официјалниот јазик на мнозинството во една држава и да се зборува на странски јазик меѓу себе, мислам дека е поразително за едно заедничко општество. Така. Го спомнавте англискиот јазик. Ми се чини дека од надворешните влијанија тоа е најстрашното нешто што може да му се случи на македонскиот јазик, заедно со таа глобализација, компјутеризација и така натака, поведување на некои термини што вие веќе ги истражувавте, имате и пишувано статии, имате поразлични објави како бенчмарк, мерчендайзер и така натака. Колку македонскиот јазик всушност е загрозен од тоа англиско влијание? И вака, сега англискиот Има јазик... и чаре ако е загрозен. Да, англискиот, американскиот англиски поточно е во моментов лингва франка, нели тоа е еден израз што се користи за така наречените јазици на престиж. И секогаш имало јазик на престиж. Тоа порано бил францускиот јазик на светско ниво, кај нас бил турскиот јазик на престиж, во рамките на СФР Југославија бил српско-хрватскиот јазик на престиж и така тоа се некои законитости што ние лингвистите си ги знаеме дека секогаш се позајмува, зборови се позајмуваат од јазикот на престиж, нели? Многу одамна тоа бил латинскиот и така натаму. И сега американскиот англиски или англискиот јазик секако, што е многу поразлично од порано.
Поразлично е затоа што сега имаме интернет, имаме многу брз проток на информации и тој јазик што е на престиж влијае на сите. Значи нема никој што е имун. Со оглед на и на моќта на државата која што го зборува тој јазик, Така оди и доминацијата на така јазикот. да. Така што влегува и во најмалото село може да влезе, секаде кај што допира интернетот и телевизијата. Што порано не било случај. Имало влијание од јазиците, но имало луѓе кои што не биле ни образовани, или кои што живееле во планински места, кои што го очувале дијалектот таков каков што им е. Сега ритко се случува тоа, бидејќи телевизијата влијае на секаде. Па ќе видите дека некоја анкета на телевизија кога се прави, дека гледате некои зборови кои што не би требало да ги употребува некој кои што не се дел од неговиот дијалект, но ги попримил поради влијанието на главно од медиумите. И тоа е чудно кога ќе сретнеме таков некој од повозрастните, значи за помладите, ајде, имаме, барем јас имам некој разбирање и тоа кога ќе се сретне, што кажавте, анкета се прави и некој повозрасен во пензија замина човек кажува странцизми, односно туѓоземни зборови, користи туѓа терминологија, мене ми е малку чудно, бидејќи сигурен сум не студирал, не учел, не го знае тој јазик, а веќе употребува делови од тој јазик. Тоа е моќта на медиумите и влијанието од медиумите и затоа јас рече се секогаш користам можност да укажам на таа моќ што имаат медиумите и како тие можат да го насочуваат развојот на македонскиот јазик, бидејќи се постојано присутни во сечи дом и она што тие го зборуваат, што луѓето го слушаат преку телевизиите, едноставно го прифаќаат и влегува во јазикот. Заштитен механизам? Заштитен механизам е тој закон за употребата на македонскиот јазик, кој што предвидува да има вработени лектори во сите институции, вклучително и медиумите, бидејќи тоа не е сега така случај. И морам да кажам дека не е се така лошо и црно, се разбира со исклучоци на некои зборови можеби што ги преземаат. Оние јазикот што го зборуваме од новинарите кои што водат вести, нели, кои што се, не знам, прават документарни емисии, некои од посериозен карактер, е навистина добар и тие го држат стандардот. Меѓутоа, најголем проблем според мене се емисиите од забавен карактер. Емисиите од забавен карактер гледаме дека просто се надпреваруваат кој ќе зборува на повеќе разговорно, кој ќе употребува повеќе англиски зборови, цели англиски фрази. И бидејќи тоа се гледани емисии, нормално дека тоа се врши влијание, луѓето ги преземаат тие зборови, па ги употребуваат и тие и така оди, бидејќи има малку мода и во јазикот, и во јазичниот израз, нели? Да, тоа значи дека институциите би требало да преземат обврска за да влијаат, дали може тоа да се случи, самата институција да преземе некаква обврска и да влијае врз водителите или врз медиумите или врз некој? Во очекување на инспекторатот, кој што има моќ да врши инспекцијски надзор, и ова е најважно, да казнува со глоби, можеби ќе повнимаваат телевизиите, бидејќи тие се приватни, нели? Ќе повнимаваат кого пушта да биде водител, бидејќи сега гостите не може да ги цензурираме, нели? Но водителот е тој што треба да биде со добар, да употребува стандарден јазик и да е малку разговорен, но сепак не е вака како што е сега. И да се повнимава малку, бидејќи не гледам друг начин, ние укажуваме, меѓутоа немаме моќ да направиме ништо. Еви од Советот за македонски јазик и да дадеме некоја препорака, тоа ќе остане само како препорака. Но така функционира, за жал, свеста кај луѓето тешко се менува и во светот така функционира кривање на свест преку казни, парични обично. Спомнате сега стандарден македонски јазик. Годинава се навршуваат 80 години од кодификацијата, од правописот на македонскиот јазик.
Можеме да зборуваме за стандарден, кодифициран или литературен јазик? Како е поисправно? Па стандарден јазик е прифатено. Порано нели се зборуваше литературен јазик, меѓутоа тоа не е само јазик на литературата, се разбира. Стандардниот јазик опфаќа многу повеќе така наречени функционални стилови. Тоа значи дека се употребува во науката, нели во научниот стил, во публицистиката, новинарскиот, нели, во административниот стил, нели, тој јазик што е на законите и така натаму, така што со тој збор литературен не ги опфаќаме сите функции на јазикот. А стандарден значи дека е според одреден стандард, односно според норма. Тоа би значило. Сега кодификација. Многу често доаѓа до забуна. Што значи кодификација? Па се правеа грешки минатата година, дека е 24-та е 80 години од кодификацијата, мешајќи го прогласувањето на македонскиот јазик за службен, што е нели на 2 август на заседанието на АСНОМ 44-та година и го мешаат со дека тоа е кодификација на македонскиот јазик. За жал, можеби треба почесто да се зборува во јавноста за да се знае. Значи кодификација на еден јазик значи утврдување на неговата азбука, значи со какво писмо ќе пишуваме, утврдување на правописот, утврдување на граматиката, значи што ќе се земе за правилно и нели како треба да се пишува тоа. Тоа значи кодификација на еден јазик. Значи да има азбука, да има правопис, да има граматика и да има речници. Тоа е сосем поразлично од она одлука на 2 август што спомнавте, во кој што само македонскиот јазик се прогласува за службен јазик на територијата на тогашна Народна република Македонија. Да, да. Решаваме некои забуни, еве, и добро е овие работи да се повторуваат, бидејќи и оние што знаат најмногу, сепак од време на време треба да се преслушуваат, да се потсетуваат. Да. И сега, што е најинтригантното околу македонскиот јазик, нели? Тоа е дека подоцна е кодифициран од останатите словенски јазици. Сега, тука јас ќе кажам една омилена моја мисла, не е моја мисла, меѓутоа една мисла, која што се поврзува со еден социолингвист, кој што се вика Макс Вајнерайт, и всушност не е негова, туку на негово предавање некој дофрлил од публиката. А тоа е дека јазикот е дијалект со војска и морнарица. Што значи тоа? Околу овие, нели, разни инсинуации околу тоа зошто и како македонскиот јазик толку доцна се кодифицирал, е дека македонскиот јазик едноставно немал историски услови претходно да се кодифицира и да се стандардизира, затоа што немал држава. Тоа е мислата, за риска е границата меѓу јазик и дијалект. Што прави нешто да биде јазик, а не дијалект? Значи, треба да имаш држава, треба да имаш институции, треба да имаш комисии кои што ќе им наложиш да утврдат азбука, правопис, граматика и така натаму. Без тоа ќе бидеш дијалект. А дека македонскиот јазик и дека нашите големи историски личности во исто време како останатите словенски јазици и не само словенски, во 19-тиот век уште започнале со тие обиди за стандардизација на македонскиот јазик, нели како да се пишува и така натаму, има различни теории. Меѓутоа како прв на вистина сериозен обид за тоа е Крстен Мисирков, нели со познатата книга за македонските работи. Тоа е првиот обид за тоа, но немал услови се до 44-та година, за жал. Да, тие услови сме ги немале, но меѓутоа сите тие инсинуации што доаѓаат Мисирков, па Коневски, демек се прескокнуваат периоди, што е далеко од вистината, бидејќи пред Мисирков и Мисирков има своји претходници. Точно. Има македонски учени луѓе, граматичари, кои што се обидуваат да
се обидувале да објават граматики на македонско нарече, тогаш кажано, меѓутоа, поради тие причини што сме немале ние институции, а други имале институции, ги забранувале тие, јас ќе го спомнам, Вениамин Мачуговски со граматиката, која што ден денеска не можеме да најдеме каде се наоѓа таа. Има објава во Дневен вестник, дека ќе се печати, се повикува за предплатници, и тука застанува нападнете Мачуковски од некои странски официози и се завршува работата со граматиката. Шапкарев со неговите учебници исто. Точно. Да спомнеме Пулевски, значи Пулевски, имаме историска основа за борба за создавање на стандарден македонски јазик. Исто и во исто време како другите. Значи воопшто не сме доцнела. Тоа сакам да кажам дека ние не сме доцнела. Меѓутоа поради тоа што едноставно Македонија не била држава во тоа време, не можело да се доведе до крај. А тие обиди, освен Мисирков, да се потсетиме еве дека меѓу двете светски војни ние имаме писатели што пишуваат на така што како што се нели авторите на битовите драми Антон Панов, Васил Илјовски. Така. И поетите Кочо Рацин, Колене Делковски, Венко Марковски и така натаму, сите тие придонесувале да се искристализира каков треба да биде стандардниот македонски јазик. Зошто, еве, од социолингвистички аспект, ако се гледа кои се потребните чекори за еден јазик да стане стандарден јазик, едната работа е од како пишуваат некои елитата, да ја наречеме книжевна, значи таква елита, познати писатели, нели, како пишуваат тие, па тоа да се земе како основа за да речеме за да биде стандардниот јазик според начинот на кој што тие пишуваат. Или во случајов нели да се одбере од кое нарече ќе биде основата, бидејќи тоа е само основа за да биде нешто стандарден јазик, тоа има надградба, културна надградба, значи тука е терминологија, тука е нели зборови за работи кои што во диелектите ги нема тие зборови как нели за некои поими, појави и така натаму, така што само основа е тоа нарече. И сега може да биде да речеме од нели говор на главниот град како што е во францускиот од парискиот говор за земена основата, кај нас е од централното нарече, нели? Тоа е и според Мисирков, тоа се направило и од 44-та, кога се прогласил македонскиот јазик и кога се формирале комисиите за изработка за азбуката, правописот и така натаму, и правецот на кај треба да оди македонскиот јазик. Значи, првиот чекор е всушност избор, селекција на основата, тоа е првиот чекор. Вториот чекор е кодификацијата. А тоа е, значи, азбука, правопис, граматика. Па третиот чекор е, да речеме, примената, дали потоа тоа ќе биде прифатено од државните институции, од училиштата. Сега овие ги кажувам за да знаат сите дека македонскиот јазик сите овие чекори ги поминал успешно. И четвртиот е, нели, доуточнување, терминологија од сите области и така натаму. Тоа се чекорите. И ние сите тие сме ги поминали успешно и македонскиот јазик воопшто во ништо не заостанува за останатите, иако биле кодифицирани можеби претходно. Токму поради таа, ќе кажам, историска основа што сме имале, мене ми е интересно сега прифаќањето, значи јазикот имаме основа, централните македонски говори, имаме кодификација и прифаќање. Интересно ми е тоа што осем институциите кои што горе-долу се должни да го прифатат, прифаќањето без проблем на обичниот, да кажеме, народ, на широките народни маси, кои што не пружили отпор кон, условно кажено, новиот книжевен јазик, што се појавил, новиот книжевен словенски јазик. Тоа е фактички само признавање колку било исправно одлуката да се сконцентрираме на тие централни македонски говори. Точно. Значи, не е ниту одлучено тогаш, да речам, по Втората светска војна со формирањето на првата македонска држава, се разбира во рамки на Југославија, туку од претходно, од тие историски предуслови што ги имало, тие размислувања, нели, кои што
на кои што се пишувале и се укажувале уште претходно, само се продолжило и се, да речам, извела таа цела постапка до крај, успешно, и функционира јазикот успешно 80 години. Многу богат, особено последните години, има навистина богата издавачка дејност. Многу книги, многу научни книги, речници и така натаму, така и да продолжи. Дали тоа може да се смести во една категорија или подкатегорија јазично планирање? Дали е тоа планско или едноставно така извира од народ? Не. Никогаш не е тоа така да извира. Јазично планирање е нешто што се правело. Еве да ви кажам дека на почетокот, кога се усвоил тој правопис во 45-та, на 7 јуни, нели? Првата правилна наставка за глаголи од несвршен вид била уе. Значи, пишуе. Так, образуе, Да. напредуе. Тоа било прво. Па потоа во следното се поправило тоа да биде ува. Тоа е јазично планирање. Значи, да ги да го насочуваш, прво да ги избереш тие што се, нели, правилни, која форма ќе биде правилна, која ќе се и зошто, и понатаму да го насочуваш развојот. Например, насоките биле, тоа е планирање, зборови за кои што секако дека мора да се заимаат и туги зборови, тоа е нормално за секој стандарден јазик, бидејќи нели имаме ние од културна надградба, во која што ни треба терминологија за науките, па таму се главно од латинскиот, од старогрчкиот јазик, значи не се што е туго е лошо. Значи едноставно секој стандарден јазик ги има тие термини и таа терминологија. Меѓутоа од кои јазици ќе се преземат кога немаме наш збор, а не можеме да се снајдеме, бидејќи првата насока е да биде тоа од диалектите, се разбира, од нашиот јазик, нели, так. да се земаат зборови кога се нема за нешто збор, меѓутоа никогаш не е тоа можно и се од кој јазик тоа ќе биде, нели, првично секако рускиот дека бил како модел, но ако веќе мора да се заема да биде преку рускиот, но понатаму, нели, се надминало тоа, така што... Колкаво е влијанието, за разлика од Македонија, влијанието на рускиот јазик во некои соседни држави е многу посилно. Колкаво е влијанието кај нас од рускиот јазик? И кога прв пат почнува да се чувствува? Па, рускиот јазик, да речеме дека ние најмногу зборуваме дека има влијание во 19-тиот век, кога се ширеле од Русија тие книги на црковнословенски јазик. И дека тука има влијание, бидејќи кога пишувате вие а немате тогаш, да наречеме, литературен јазик, стандарден јазик, вие имате проблем кога сакате нешто да напишете, а тоа не е за, да речеме, начинот на живот во селото. Так. Ќе ви фалат зборови. Значи, ги треба тие зборови вие да ги земете од некаде, бидејќи едноставно не постојат во вашиот говор, во вашиот диалект. Не постои збор за тоа. Ако е нешто, нели, од таа културна надградба, и сега рускиот јазик бил јазик кој што, нели, од кој што се преземале, бидејќи ни бил сроден јазик, нели, словенски јазик, доаѓале книги по црковни, по разни идејата патишта. за панславизмот и така натака. Тој период и таа идеја за панславизам па исто така, значи па така се вели дека оние именки што завршуваат на наставката ние од типот решение и слично, дека се всушност влијание од рускиот јазик од тогаш, нели? Нешто дел од тие такви зборообразувачки модели многу малку се задржале, но како што затоа социолингвистиката според мене е многу интересна, затоа што дава одговори зошто некој јазик е добар од него да се презема нешто, а некој не, затоа што еве политиката играла многу улога и политиката игра улога сега да англискиот да биде јазик на престиж, а рускиот брзо бил надминат, бидејќи нели 48
Југославија го свртила правецот. Информбирото настапува и тука се прекинуваат тие така врски. што веќе рускиот јазик не влијаел туку на македонскиот, за разлика од тоа во бугарскиот многу. Затоа ќе кажам дека секогаш јазикот мора да се гледа во поширок контекст. Исто така, тука пак ќе кажеме дека ние сме имале големо влијание од српско-хрватскиот јазик, бидејќи во време на Југославија, така што имаме многу заемки од Тука е таа замена кај во Бугарија после 48 си останал рускиот. Да, ние сме примиле од српско-хрватскиот. Да. Едно од, да кажам, нашите македонски подвизи е објавувањето на толковниот речник. Сега тој толковен речник треба да се надополнува, се изградува, нели, како што расте државата, расте јазикот, се надоградува, некои од зборовите застаруваат, некои треба да се вклучат нови зборови. До каде сме со тој проект? Тој е проект кој што е завршен или постојано треба да се надградува? Тој проект не може да биде завршен, иако е завршен, реално, бидејќи ние немаме официјално никакви проекти во моментов, од 2010 година во институтите не се финансираат научно-истражувачки проекти. Овој проект толковен речник се заврши, последниот 6-ти том беше објавен во 2014 година и пред неколку години се успеа да се стави во електронска форма. Но, како што на сите лексикографи ме познато, штом се отпечати речникот, тој веќе е застарен. Значи, бидејќи јазикот се развива, особено на лексичко ниво, односно на речничко ниво, на зборови, тоа е на најподвижно и најдинамично ниво на јазикот, каде што најбрзо доаѓа до промени, значи на ниво на зборовите. Потешко доаѓа до промени во граматиката, но зборовите се тие кои што постојано се менуваат, значи се позаимуваат нови зборови, влегуваат нови зборови, се измислуваат нови зборови, односно неологизми, а други зборови застаруваат, нели? И така натаму, така што тоа мора да се следи навремено. Сега со овие електронски речници е тоа добро, но затоа што може постојано да се додава. Значи не е она отпечатано издание, па потоа треба да се најдат средства, нели, за да се отпечати. Тоа додавање, и на кој начин се измислуваат? Дали од каде се прифаќаат тие зборови? Дали од проза, поезија, од поети или од на други начини? Од различни места. Генерално ние во лингвистиката работиме на тој начин што за секоја работа треба да имаме потврда. Значи, тоа значи дека ние собираме материјал, порано кога немаше интернет, тоа беше од книги, за да го засведочиме некој збор. Значи, да дадеме потврда дека е употребен во јазикот на некој писател, во весниците, во други книги, значи ни требаше потврда, па се случуваше на некој збор едноставно да го употребуваат вака во разговорниот јазик сите, но никаде да го нема запишано. И едноставно нема потврда. Меѓутоа, тој, ако е сега конкретно за таков некој случај, ако веќе се зборува, а нема никаде потврда, нели е тоа доказ дека сепак тој збор веќе функционира во... Нема како да напишеме од каде е изваден. Значи дека во таа значи книга се бара извор. Да, извор. Тоа беше до појавата на интернетот. Сега работите се измеша, бидејќи вие на социјалните мрежи наоѓате најразлични зборови, секако дека не може сите да влезат во стандардниот јазик. Но тука е еден голем проблем да се најде мерката, балансот, рамнотежата помеѓу тоа да се ставаат нови зборови во стандардниот во речникот или не. Докаде, кои зборови, какви зборови ќе се допуштат. Секако дека треба да се разликува што е стандарден јазик и што е разговорен јазик. Се разбира дека разговорниот јазик има многу повеќе слобода и дека луѓето можат да зборуваат и да употребуваат различни зборови. Но не е баш така во јавната комуникација, се разбира. Но едно е разговорниот јазик, а друго е стандардот. Сега докаде ќе дозволуваме и кои зборови се да влезат, иако има зборови навистина кои што се широко распространети
луѓето не ги чувствуваат дека се туги, ги чувствуваат како да се дел од стандардниот јазик, па само досадните лектори поправаат и така, да, чкртаат, па потоа зошто како тој нормален збор сите го употребуваат, ама ние знаеме дека го нема во толковниот речник, да речеме, дека е можеби по потекло србизам или по нешто друго не одговара на нашата норма. Сега тука треба малку по ажурно да се работи од страна на лингвистите. Јас не сум во редакција на толковниот речник, бев еден од авторите, но не сум во редакцијата, така што има некои најави дека нешто ќе се прави околу тоа, но не сум запознаена, но бев во редакцијата на речникот на медиумска писменост, кој исто така е објавен електронски, само електронски објавен. Главен редактор таму е доктор Емил Нијами и тука се обидовме некои нови зборови кои што се сега и кои што ги нема во другите речници да ги објасниме. Сега ми отварате 100 прашања наеднаш ми се мутат низ глава. Ке почнам, ајде, барем неколку. Кој е позасегнат со ваквата ситуација на прифаќање или неприфаќање на нови зборови? Академијата, односно академската заедница, која што во своите стручни трудови се труди да употребува токму таква стручна терминологија, или медиумите? Како да кажам ново прашање? Значи, јас сум била често во таква ситуација да нели, ако да бидеме обвинувани ние како лектори, да речеме, или јазични редактори и слично, дека сме премногу крути и дека не даваме слобода на изразот, дека поправаме премногу и од една страна сме за тоа обвинувани, но од друга страна ми се случило кога свесно и намерно нешто ќе сакам да речам, на вистина сите го потребуваат овој збор, па и да го пуштиме во стандардниот јазик, да му дадеме место, да бидем нападнати дека не е лекторирано. Значи, од двете страни постојат опасност. Да. Не чини ни вака, не чини ни така. Да. Което, постои ли некоја тогаш средна линија, некоја меродавна, која што ќе каже, добро, може ова да помине? Меродавни сме ние од Институтот за македонски јазик, но не чувствуваат секогаш така. Ние сме точно таа институција државна која што се грижи за македонскиот јазик. И ако некој од кај нас нешто рече дека може би треба да му се даде простор на тој збор или на тие зборови или на нешто, мислам дека би требало да имаме доволно авторитет, но изгледа го немам. Инаку, многу интересно нешто е, да речеме, што прават во Хрватска и во Словенија, прават конкурси за нови зборови. Тоа ќе им беше следното прашање. Хрвативе веќе И словенците? И словенците, со словенците не знам, хрвативе веќе после распадот на Југославија метна во својот речник еден куп зборови кои што се мисли че прифатени без задршка. Па така се, да, тој што се стручни треба да кажат како треба, ама треба и да се послушуваат понекогаш. Но јас ќе кажам, јазикот е како спортот, сите се спортски селектори, како медицината, сите се доктори и сите се политичари кај нас. Па така и за јазикот, кога ќе проба некој лингвист да укаже на нешто дека вака или не е така, многу често се случува да не го послушуваат. И да сметаат дека повеќе знаат. Тоа ми се чини дека еден така наш македонски феномен, сите се лингвисти, сите се политичари, сите се селектори и сите се историчари. Прочитав една книга, таму пишува. Да, меѓутоа, ако така лесно се станувало историчар или јазичар, лингвист, тоа немало да постојат ниту институции, ниту... Така е, сите се ќе знаат. Сите се ќе знаат. Во врска со медиумската писменост, медиумското изразување и со урбаното современо изразување, сега малце скршнам од оваа тема што ја работевме, за која што зборувавме, вие се занимавате со
урбаните изразни јазични средства, како например стрипот. Како Многу одамна го пишував таа. многу одамна, Да. меѓутоа и воопшто зборувам за ги следите тие секојдневни наши случувања, модерни, денешни. Колку се тие прифатливи, својствени за нас? Јас морам да кажам дека тоа што го пишував за јазикот на стрипот е затоа што јас бев многу голем љубител на стрипот во моето детство. Дека се што излегуваше читав. Така што тука еден дел сум го зафатила, да речеме, бидејќи ми било љубов стрипот како форма на изразување. А исто така се занимавам и со сленгот. И со тоа многу се занимавав. Што тие две работи, стрипот и сленгот, мене ме интересираат. Колку се еве за стриповите, јас имав можност да имам неколку средби со тие италијански цртачи на стрипови, меѓу кои Мауро Лауренти, цртачот на Загор. Еден од цртачите на стрипот Загор, и во разговорите колку е преводлив, колку е применливо тој јазик употребан во стрипот да се каже на македонски. Може. Само треба да е некој креативен. Инаку, јас многу одамна не читам и не знам каква е состојбата со стриповите последните децении, ќе кажам. Ама знам дека имаше еден обид за Алан Форд, значи култниот стрип. Имав неколку броја кои што беа преведени на македонски. Не знам до кај, колку броја излегува и дали до кај е тоа, навистина немам информација, но дојдов до тие броеви и навистина беа многу добро преведени на македонски. Македонскиот јазик има многу можности, само тој што треба да биде креативен. Креативен во јазикот? Секако. Да знае со кои средства тоа како да го долови. За да биде креативен во јазикот треба, да не кажам не многу добро, треба одлично да го владее. Секако. Тоа е тоа. За да биде квалитетен на крај продуктот, мора да има знаење, нели, тој што пишува, бидејќи сега, како да кажам, во многу професии јазикот е навистина алатка. Ако добро го знаете, исто како мајсторот, ако добро знае да го употребува алатот, тоа ќе направи таму како што треба, но и со јазикот е исто. Треба навистина добро да се знае јазикот и да се знаат можностите. Се разбира и лекторот да биде добар, за на крај да не го... Имаше некој таков случај со еден превод, па се откажа преведувачката од преводот, бидејќи лекторот кој да бил, не знам, и го префрлил во еден строг јазичен израз, стандарден, а некогаш... Стрипот не го трпи тоа. Да, не го трпи и треба и тој што лекторира да биде навистина да знае што прави. Ова мало застранување на нашиот разговор, така ми дојде интуитивно, бидејќи навистина јас го сакам стрипот. Јас ги имам првите 3 изданија на Загор на македонски јазик. На почетокот, бидејќи ги имам читано на српско-хрватски, на латиница. Јас на српски ги читав. Малку беше чудно, меѓутоа, после неколку преповторувања, човек се навикнува и добро му доаѓа. Вечерниот мувет ќе завршиме повторно со советот, веќе доаѓаме при крај со емисијата за советот. Кои се имате ли некои следни чекори? Кои се вашите следни чекори во работата на советот за македонски јазик? Ние имаме усвоено една годишна програма за оваа година, бидејќи оваа година е навистина важна, треба да се одбележат 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик и затоа има низа настани. Централното ќе биде, се разбира, на 5 мај. И во врска со тоа имаме доста активности кои што ќе ги правиме, потоа има одбележување имаме како одбележување годишнини, 100 години од раѓањето на Трајко Стаматовски, 60 години од Дубовка Гајтова, колешката за жал прерано почината, која што и беше председател на Советот за македонски јазик, и Трајко Стаматовски, исто така. Така што ќе одбележуваме настани, ќе
и ќе одиме, имаме за работа и веќе ни се обраќаат. Тоа е точно, да речеме, некои од официјални институции, некои лектори за некакви јазични дилеми ни се обраќаат нам како на, да речеме, такво советодавно тело да им помогнеме за тоа нешто, ако се мислат меѓу два збора, два израза, нели, кои да го прифатат, кои некако им треба да им се официализира нешто, ни се обраќаат, на тоа одговараме редовно, за мислење, не знам, за различни работи ни се обраќаат, одговараме со наше мислење, доставуваме и воопшто треба да пристапиме сега бидејќи во законот е тоа предвидено, да учествуваме треба во изработка на националната стратегија за македонскиот јазик. Национална стратегија за македонски јазик? Тоа е предвидено во новиот закон. Што верувам дека ќе не поштеди од многу маки. Па и јас така мислам, а верувам дека и некако ќе придонесеме за поголема афирмација на македонскиот јазик и надвор од границите на Македонија, освен во Македонија, бидејќи тука сепак треба државата да учествува, нели, со и своји ресурси, на секој начин треба поддршка од државата, бидејќи ние едноставно не сме мокни за многу работи да ги направиме сами. Да, значи пак на крај ќе заокружиме целиот разговор, без јазик сме ништо. Така е, точно тоа е. И треба повеќе да им дадеме, да имаме верба во институциите, повеќе да се осврнуваме, сепак Институтот за македонски јазик е нашата највисока научна институција која што се занимава со проучување на јазикот, така што еве ова не е апел, туку мое гласно размислување, сепак јазикот, институциите што ги имаме, тие се основа на нашата државност на крајот на краишта, така што особено овие националните што се за јазик, за литература, за фолклор и така натака. За историја. За историја, да. Симона, многу ти благодарам што беше гостин вечерва во емисијата. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на емисијата за македонските работи. Се гледаме во некоја наредна прилика. Пријатно.